Со мерење на телесна температура и под посебни протоколи, започна синоќа 57-то издание на меѓународната струмичка ликовна колонија. Синоќа со редуциран број гости и две меѓународни изложби се отвори една од најзначајните и најстари ликовни манифестации. Ова колонија очекувам да не беше целта да нема застој во традицијата, значи многу се мислевме дали да одржаме колонијата, но ќе ги следиме сите препораки што се однесува до заштитна маска, дистанца, додека просторот за работа е голем, така да ќе има дистанца меѓу уметниците со сите тие протоколи кои ги добивме од Министерство за здравство и од Министерство за култура. Мислам дека колонијата ќе се одржи и ќе биде безбедна. На годинешната колонија учествуваат 14 уметници. Тие ќе творат во периодот од 10 до 20 август. Уметноста живее и треба да живее дури и тогаш кога светот се соочува со пречки кои го менуваат нормалниот тек на живењето. Во ова време, кога пандемијата од COVID-19 влие на расположението на граѓаните, група ликовни творци со својот креативен набој ќе се обидат да го привлечат вниманието на јавност и да дадат до знаење дека уметноста е посилна од се. И еве сме на почетокот на 57-та меѓународна струмичка ликовна колонија, која од денес до 20 август ќе го разубавува летното струмичко секојдневие. Учесниците уметници ќе бараат инспирации и ќе создаваат дела кои што ќе станат дел од големата колекција на колонијата која што стои во депото на Центарот за култура Антон Панов. Впечатлоците од лани беа фантастични. Се надевам дека и оваа година на ист начин ќе поминеме, ќе се дружиме со колегите од Македонија, за жал само од Македонија. Има и од Украина. Добро, се надевам дека следната година ќе бидеме повеќе и од повеќе места, ќе можеме да разменеме искуства и се во врска со уметноста. Струмица е град кој што ни приужи, ни дозволува на некој начин да експериментираме и да правиме она што можеби во нашите ателије не можеме да ги направиме. Како струмичанец сум бил скоро, ако не секоја година, преку една година сум бил овде, како не урадно како учесник, него присутен, така да бек прифатен секој. Ова година што да очекувам, како ланскава, така и ова. Мене ме бендисува само тоа што гледам добра изложба поставена од наша колешка. Луѓе доаѓаат, гледат, коментират. Атмосфера има? Како? Атмосфера има? Има атмосфера, секој пат била атмосфера во Струмица. Зависи кој как ќе свати, а иначе ние со тоа што се бавиме со уметност, со сликарство, ние ако и да нема атмосфера, си ја правиме атмосферата. Колонијата започна со отворање на две изложби. Првата на Снежана Мелник, акварел наречен Женски актови, и со петтата поред изложба на дела од македонски и бугарски автори. Очекувам гостепријство, очекувам добро друштво, очекувам размена на искуство преку колеги, па све и најдобро што може очекуваат од гостепримен македонски град. Изложба викаат Живот во розово, во кој сакав да прикажам што секогаш женски поглед на живење секога носи во себе мир. Моја порака до моје гледачи е што женска убавина мора дава на човек чувство на љубов, на позитивни емоции, на чувство на радост, на восхитување, носи во себе среќа, сите најубави позитивни емоции што може жена дава од своје женско срце и душа. Меѓународната струмичка ликовна колонија по традиција и континуитет е најстара во државата и една од најстарите на Балканот. До сега учествувале над 1200 учесници од целиот свет, а колекцијата ја сочинуваат повеќе од 2500 дела.